На 10 дена пред новата година, центарот на Прилеп се уште го нема во обичаеното новогодишно руво. Прилепчани се поделија на социјалните мрежи. Некои сметаат дека среде сериозна енергетска криза и во вакви економски услови, во какви ни се наоѓа државата, а особено кога општината е со дупка во буџетот од околу 5 милиони евра, тоа се непотребни луксузирања, а додека други пак се на став дека тоа може да се реши со украсите од претходните години. Нема да помине нова година без да биде украсено. Зошто залудно да се трошат народни пари? А првин прашавте колкава е дупката во општинскиот буџет? Таму мислам дека нема пари ни за прскалици да се купат. Во овој момент на македонскиот народ не му е дојдено до украсување. Не мора нови, истите од лани што се години наназад. Тие веќе еднаш секако се купени со наши пари. Кај се? Гревота се децата, им ја скратија радоста. Ајде, пуштете среќа. Вас ви дошло до украсување, луѓето најмилите од корона ги изгубија. Не е време за веселби и слично. Се само дел од коментарите на прилепчани на социјалните мрежи. Од општината пак велат дека новогодишното украсување е само пролонгирано, но не и отфрлено, од причини што веднаш по промената на локалната власт повеќе внимание било посветено на други поприоритетни обврски, кои директно ги засегаат прилепчани, но дека и новогодишното украсување секако било високо на агендата. Веќе од утре започнува да се украсува центарот на Прилеп и ќе биде со истите новогодишни украси од минатата година. Приоритетите и моменталната ситуација во можеби примопредавање на локалната самоуправа и приоритетите кои што беа во моментот затекната ситуацијата од локалната самоуправа, каде што требаше можеби да се реагира на време за некои работи за општо добро на граѓаните на Прилеп и административни работи кои што за жал, да кажеме дека можеби 2-3 дена сме закаснети, но во секој случај тоа беше предвидено и... Инаку, новите надлежни општински служби, непосредно по преземањето на власта, излегоа со официјален став дека општина Прилеп по разни основи има долг од околу 5 милиони евра, сума која може сериозно да наштети на ефикасното реализирање наведените проекти од предизборието.